Здраво, здраво, драги другарчиња, како сте денес? Јас сум Ивона и денес сакам да ви раскажам нешто. Сакам да ви раскажам една приказна за нашата планета. За тоа дека ние немаме резервна планета. Да. Пред да почнеме со нашата приказна, сакам да ве прашам. Кој од вас си слави роден ден на 22 април? Ого, ви има многу. Да, другари, на 22 април и на нашата планета Земја е ден. Таа си има свој ден и баш на 22 април е незиниот ден. Но, на тој ден планетата Земја беше многу тажна. Дали можеби некој од вас знае да ми каже зошто баш на незиниот ден таа е тажна? Сите ние кога си славиме родендени, сме среќни, но планетата Земја била тажна. Знае некој од вас? Сега ќе ви раскажам. Планетата Земја, другари мои, на незиниот ден беше многу тажна, бидејќи крена температура и не можеше да го прослави својот ден. Почна силно да кашла и да се гуши. Незината пријателка, планетата Меркур, ја посоветува да оди на доктор. Но планетата Земја малку се плашеше од докторот, но и беше тврдоглава и не сакаше да го послуша советот од незината пријателка. Кога самата се увери дека не е воопшто добро, таа реши да го посети докторот. Кога докторот ја прегледа планетата, не можеше да поверува што и се случува и рече: "Леле, колку си болна! Насекаде околу тебе има пластика. Чекај, не само пластика, има и многу стакло, хартија. А тие преубави езера, мориња и океани ја изгубиле својата убавина од отпадот што го фрлаат луѓето во нив. Насекаде фрлаат ѓубре, наместо да го фрлат на соодветно место. Зелените површини, убавите ливади, повеќе ги нема. А на нивните места пораснале огромни згради. А пак автомобилите и фабриките со нивните оџаци и издувни гасови го зацрниле и загадиле воздухот. Полека исчезнуваат и некои видови животни. Жал ми е планета Земја, но само луѓето можат да те спасат за пак да бидеш здрава и убава како некогаш, кажа докторот на планетата. Другарчиња мој, планетата Земја многу се налути и реши да ги земе сите животни со неа, а на луѓето им кажа: кога повторно ќе ме чувате како некогаш, кога нема повеќе да фрлате отпадоци на сите страни, кога повторно ќе има многу дрве и трева, тогаш ќе оздравам и ќе можам среќна и здрава да го прославам мојот ден. Оваа приказна им ја раскажа воспитувачката во градинка на незините звездички, на незините дечиња. Откако децата ја слушнаа оваа приказна, беа премногу тажни и се обидуваа заедно да смислат начин како да ја спасат нивната планета Земја. Што мислите вие, драги другарчиња? Дечињата смислија ли начин како да ја спасат нивната планета? Ајде да видиме. Конечно, сите дечиња заедно дојдоа до решение. Тие со своите родители купија нови дрвца, цвеќиња и ги засадија онаму каде што требаше да има многу зеленило за они да можат среќни да си играат. Но ги предупредија и своите родители помалку да ги користат своите автомобили, без потреба да не возат, а повеќе да ги користат своите велосипеди, бидејќи само така ќе можат да поминат убаво време заедно, а и планетата Земја ќе ја спасат.
Бидејќи знаете што? Нашата планета Земја е една и ние немаме резервна планета. Планетата Земја повторно почна да се чувствува добро. Повеќе не кашлаше, а и температурата ја снема. Тоа значи полека закрепнуваше, оздравуваше од сите болести. Сите деца околу неа беа пресрекни што планетата Земја се чувствува повторно добро и оздраве. Потоа сите заедно го прославија денот на нашата планета Земја и ветија дека секогаш ќе ја чуваат и секогаш ќе го прославуваат денот како што треба. Нема повеќе да фрлаат отпадоци на сите страни и ќе се грижат и нивните родители да не прават повеќе грешки. Драги другарчиња, дали вие се грижите за нашата планета Земја да биде чиста и здрава, да не крене температура и да не кашла? Браво! А сега сакам сите заедно да ја го честитаме денот на нашата планета Земја. Ваша задача е да нацртате постер на тема. Што да направиме нашата планета да биде чиста и среќна. Се гледаме наскоро. Чао, чао!